И дајте од политика да се префрлиме на поубави работи. А нели нема ништо поубаво од тоа кога се гради, кога се прави нешто. Па да видиме што почна да се гради оваа недела. За 3 години Скопје ќе ги добие највисоките згради изградени во историјата на Македонија. Во општината Аеродром започна изградбата на 4 висококатници од по 42 ката, високи по 130 метри, или речиси двојно повеќе од зградата на Македонската радиотелевизија. Комплексот, кој ќе има 1376 станови и трговски центар со површина од 26.000 метри квадратни, ќе го гради турската компанија Джевахир Холдинг. Ау, што убаво! Супер! Навистина прекрасно, навистина прекрасен настан. И паш ме интересира како помина свечениот старт на проектот. Како по обичај, премиерот Груевски доснеше и на денешниот настан, овој пат околу 35 минути. Го чекаа турските инвеститори, председателот Иванов и неколку министри и градоначалници. Сепак, куриозитет е што организаторите одлучија да не го чекаат до крај и настанот започна 20 на минути пред пристигнувањето на Груевски. Срамот. Јас навистина не знам што да кажам после ова. Значи, ова е неверојатно и уште еднаш ќе повторам, голема срамота и големо непочитување. Па како не се засрамат, бе? Па кај се започнувало настан без премиерот, бе? Ало, турци! Ало, инвеститори! Па како ли само не ви е срам? Супер е тоа што вие сте решиле да градите, да инвестирате. Ама, овде си има правила, требало да научите како да работите овде. Значи, овде имаме обичај премиерот секогаш да доцни, а вие имате обврска да го чекате, колку и да треба. И кога конечно ќе дојде, да му се заблагодарите што воопшто дошол, а не да започнувате без него. Срамот. Јас навистина се надевам дека сте му се извиниле на премиерот за оваа катастрофална грешка. Саим башбака. Почитуван премиере, ова е еден од најзначајните проекти за време на вашето владење. Јас ветувам дека овој проект ќе биде завршен многу брзо, но постои една вистина. Има некои закони кои ги попречуваат странските инвеститори во нивното работење. Ве молам овие работи да се поправат во најскоро време. Вие денес сте на власт, можеби утре ќе бидете во опозиција, но овој проект ќе остане на граѓаните на Македонија и тоа е по ваша заслуга. Молам? Што е ова, бе? Каков говор е ова, бе? Што си замислува инвеститорот? А и што не му се извинува на премиерот за тоа што започнаа без него, па уште ги критикува нашите закони. Види мајката, после толку години реформи имало пречки за работењето на странските инвеститори. А отворил тој да прочита Doing Business? Ја отворил преродбата? Го отворил манифестот? Или само да се критикува? Па уште и предвидува дека можеби утре премиерот ќе заминал во опозиција. Не, ова ги премина сите граници. Премиере, јас мислам дека нема друго решение. Единствено што може сега да направите е да го ставите да го направи ова до пола едно 20 на ката, па после да го земете динамитот. Можеби тогаш ќе научи лекцијата.